Почитуван вице-премиер Битичи, најпрво честитки за ова што ти и твојот тим го направивте заедно со Кодвел. Почитуван директор на Фондот за иновации и технолошки развој, драги колеги министри, почитувани гости, пред се почитувани медиуми и почитувани граѓани. Република Северна Македонија се дигитализира. Нашата држава ги следи светските процеси и веќе е дел од бранот на нови, модерни, дигитални трендови кои го зафаќаат секој аспект на нашето живење. И наједноставно може да се каже дека да, доаѓа Ада, што е првиот дигитален асистент некогаш направен во владата на нашата држава. Тука сме да го најавиме доаѓањето, значи на првиот дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција, преку кој што компаниите ќе можат да добиваат целосни информации за условите за инвестирање во нашата земја и државната помош која ја нудиме. АДА ги нуди сите информации за финансиска подршка од страна на државата, а нормално ќе се надоградува и со други услуги од важност за деловниот сектор и за граѓаните. Преку тоа ќе влијаеме на зголемување на транспарентноста на сите институции кои што се вклучени во овој процес, но и на намалување на корупцијата и елиминирање на човечкиот фактор во процесите. Воведувањето на овој прв дигитален асистент, што е револуционерен чекор во нашето општество, ќе значи забрзување на процесите на давање на услуги на заинтересираните граѓани и представници на компаниите, кои што ќе можат да бидат услужени во неограничен број и тоа постојано во текот на 24 часа во денот. Процесот на дигитализација е незапирлив секаде во светот и исто така и во нашата држава. Светските трендови се развиваат во правец на развивање и се поголема примена на вештачката интелигенција, која е навлезена во сите сфери на живење, преку склопување на машини и модернизација на процесот на производство, се до помош во домовите, па дури и до создавање на дела и креации кои што порано биле можни единствено со помош на човекот. Можностите кои ги нуди вештачката интелигенција се неограничени. Тоа и се докажа преку брилијантниот успешен обид на творецот на вештачката интелигенција и на модерната когнитивна наука Алан Туринг, преку декодирањето на познатата машина Енигма, која германците ја употребувале како сигурен начин за комуникација во времето на Втората светска војна. Визионерските обиди на Туринг денес се реалност. Државите веќе се надпреваруваат во однос на подобрените перформанси на машините, производство на софистицирани софтвери и модернизирање на секојдневните навики на граѓаните и на луѓето. Употребата на вештачката интелигенција и компјутеризацијата се пресликува и пременува и во јавната сфера, како и во работењето на нашите институции. Па така илустрирано преку едноставни примери, ако порано билетите ги издаваа луѓе, сега тоа го прават машините. Физичкото плаќање на сметки, кое порано беше единствено можно преку шалтери, сега е заменето со онлайн плаќање. Исто како што е овозможено и водењето на лични документи да биде по електронски пат, а она на што веќе работиме е електронски ID за граѓаните на Северна Македонија. Така го исклучуваме влијанието на човечкиот фактор, можностите за грешки и можностите за коруптивни практики. Водени од оваа идеја за поздравување воведувањето на АДА, првиот дигитален асистент за јавни услуги, во давањето на јавни услуги со што надоградуваме практики за дигитализација во општеството. Како влада која е насочена кон осовременување на светските трендови, во изминатиот период поддржавме, а и ќе поддржиме поголем број на иновативни иницијативи во државата. Беше формиран Националниот совет за дигитална трансформација на општеството со усвојување на концептот за осовременување на функционирањето на институциите. Фондот за иновации и технолошки развој преку своите финансиски инструменти кофинансира 1080 проекти со заеднички инвестиции од околу 112 милиони евра. Од нив над 50% се стартап компании, основани претежно од млади луѓе. И оваа година продолжуваме со силна поддршка на компаниите за инвестиции с кои ја зголемуваат нивната конкурентност преку иновативност. Минатата година беше трета поред како компаниите кои реализирале инвестиции, финансиската поддршка ја добија во целост, што е исклучително важно при планирање на расположиви средства во услови на криза. Лани имавме рекордна исплата на 23 милиони евра, како и рекорден број на поддржани компании, 410 компании, по Законот за финансиска поддршка на инвестиции.
И бројот на компании како и буџетот за поддршка расте од година во година, почнувајќи од 2017 година, кога и почнавме со оваа програма. Со цел да ги олесниме административните процедури, од 2020 година креиравме и one-stop shop за инвестициите. Сето ова го правиме со цел да помогнеме на домашните и странските инвеститори да придонесеме за поголема конкурентност и ликвидност на компаниите, а преку тоа и за развој на домашната економија. И тоа во услови на економска и енергетска криза со цел полесно да се справиме со предизвиците и да не дозволиме нарушување и големи пореметувања во домашната економија. Уште еднаш ја поздравувам денешната промоција на АДА и да посакам успешна имплементација на првиот дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција, со што Република Северна Македонија станува дел од глобалните светски дигитални трендови. Ви благодарам.